Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Гласот на Америка на македонски, ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. А во оваа емисија новонастилство во Ирак во самоубиствен напад во армиски регрутен центар во Багдад загина 51 лице. Најново од Пакистан, Светската банка вети $900 милиони помош по катастрофалните поплави во земјата. Најмалку 59 лица загинале, а над 125 се повредени во самоубиствен бомбашки напад пред армиски регрутен центар во Багдад, соопштија ирачките власти. Ова е најнов во серијата напади што ја тестираат подготвеноста на ирачките сили во време кога американските војници се подготвуваат да стават крај на борбените операции подосна месецов. Во Ирак ќе останат 50.000 војници на САД кои ќе служат како транзициона сила. Само дел од погодените од поплавите во Пакистан добиле помош, јавија Обединетите нации. Светската организација ги повика државите да ги претворат заложбите и ветувањата во конкретни донации. Обединетите нации примиле околу 35% од побараните $460 милиони. Светската банка соопшти дека ќе обезбеди $900 милиони за хуманитарните операции. Пакистанскиот амбасадор во Обединетите нации вторникот во Женева изјави дека ќе бидат потребни милиарди долари за обнова. Се разгорува политичката дебата околу планот за изградба на муслимански културен центар и џамија во близина на Граунд Зиро, местото на терористичките напади во 2001-та. Лидерот на демократското мнозинство во Сенатот Хари Рид се изјасни против. Рече дека цени што првиот амандман на уставот ја штити слободата на верата, но дека џамијата треба да се изгради на друго место. Председателот Обама го поддржа правото на изградба на џамијата, иако рече и дека не сака да коментира на мудроста на таквиот чекор. Бројни републиканци го критикуваа председателот поради тоа. Од светот на славните, Майкл Даглас има рак на грлото. 65 годишниот актер ќе појде на 8-неделна хемотерапија и се очекува целосно опоравување. А Мел Гибсон повторно на насловните страници, овој пат поради тоа што со својот Масерати излетал од пат во Малибу, но не бил повреден. Според полицијата не бил под дејство на алкохол. Необична забава за режисерот Джеймс Камерун, кој одлучи 56-тиот роден ден да го прослави во подморница, истражувајќи го Бајкалското езеро, најстарото и најдлабокото езеро во светот. Во продолжение, американците со поделени мислења за илегалната имиграција. Конзервативците критикуваат владата за блокирањето на контроверзниот закон во Аризона за идентификување и протерување на илегални имигранти, за кои сметаат дека одземаат работни места на американците. Но многу земјоделци имаат поинаков поглед, зависат од имигрантите во бербата. Во Вирџинија е сезона на тикви. Неколку латиноамериканци работат на полето. Собираат, го мијат и го пакуваат зеленчукот кој продолжува до супермаркетите долж источниот брег на САД. Како и многу претходни генерации, и тие дошле во Америка за подобар живот. Многумина илегално, како овој човек. Ќе го нарекуваме Мартинес, со цел да го заштитиме неговиот идентитет. Дојдов за подобар живот, вистината гласи, пропатив пред да стасам. Пешачел денови низ пустина, а го придружувал трговец со луѓе кој му наплатил $2,000. Работниците на фармите денот го минуваат во собирање зеленчук и носење тежок товар. Деновите се долги, работата е тешка. Од околу 1 милион лица кои работат по фармите ширум САД, меѓу 1/4 до 1/2 се илегалци. Овој фармер вели дека се обидел да најми американци, но не може да најде доволен број кои би работеле кај него. Никој не ги одгледува децата за да бидат фармери. Но Джек Мартин од Федерацијата за имиграциони реформи вели дека тоа не е целата приказна. Точно е дека родителите имаат повисоки очекувања за нивните деца отколку да работат по полињата. Сепак мислам дека има многу невработени кои ако би имале шанса да работат во земјоделието би работеле. Тој вели дека бенефициите и условите по фармите и натаму се на релативно ниско ниво, поради приливот на илегални имигранти. Во меѓувреме, фармерите се загрижени од рациите на властите за апсење илегалци. Тие велат, без нив, родот, свежот овош и зеленчукот ќе почнат да гнијат по полињата.
Експертите велат дека така наречената супербактерија е исклучително отпорна дури и на најмоćни антибиотици, што првично беше откриена во Индија и други делови на Јужна Азија, се појавува кај пациенти во Европа и САД и е главниот извор за појава на пневмонија и инфекции на уринарниот тракт. Бактеријата содржи ген наречен New Delhi металобета-лактамаза или NDM1, благодарение на кој е отпорна на речиси сите постојани антибиотици, дури и оние со најсилно дејство. Британскиот научник Дейвид Ливермор, кој помогнал во идентификувањето на генот, вели дека ќе биде тешко да се третира бактеријата ако се прошири. Благодарение на така наречениот медицински туризам, патување во странство во потрага по поевтин лекарски зафат, пациентите ја донеле оваа супербактерија со себе дома. Доктор Ентони Фаучи, директор на Американскиот национален институт за алергии и инфективни болести, вели: Во сите три случаи, регистрирани во Соединетите Американски држави во јуни, сите водат трага до лица кои престојувале во Индија. Бактеријата е честа појава во болници во Бангладеш, Пакистан и Индија, а пошироко и во локалните заедници, каде се пренесува преку загадена вода за пиење. Научникот Дейвид Ливермор е категоричен. Ширењето на супербактеријата не смее да се игнорира. Доколку ја игнорираме, стравувам дека отпорноста може да се пренесе на многу други видови на бактерии, а тие пак да се прошират на многу пациенти. Тогаш би биле во голема неволја. Неволите што може да ги предизвика се сериозни, од пневмонија па се до инфекции на уринарниот тракт, на крвта и на бубрезите. Стручњаците наведуваат дека темпото на изработка на антибиотици се уште не одговара на брзината и ширењето на новите бактериолошки заболувања. Научниците сметаат дека ќе бидат потребни години на истражувања пред да се појави нов антибиотик. А во утрешната емисија, со најавеното укинување на многубројна командна единица на американската армија, загриженост од загуба на работни места и пат на локалната економија. Гледате утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш, Пентагон го крати буџетот на удар цел град. Жителите загрижени дека укинувањето на командата во Норфолк ќе се одрази на местото во целина. Гледате утре во Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Велковска. За сите најнови информации посетете нашата веб страница glaснaamerika.com, а од студиото во Вашингтон ви посакуваме пријатна вечер.